Скопје ќе се кандидира за зелена престолнина на Европа, а папата Франциско ќе доаѓа во Македонија. Како се овие две работи поврзани? Епа, ова е слика од папата како се смее откако му кажале дека Скопје ќе се кандидира за зелена престолнина. Во еден на еден често зборуваме за загадувањето, бидејќи на сите ни пречи. Значи, факт дека на сите ни пречи загадувањето, тој факт е толку многу јасен што на ТВ Алфа и прашањето ви пречили загадениот воздух, самата водителка реагира со фаца која вели: "Ме заебаваш? Ме заебаваш?" Пред известно време ние имавме доста остар монолог насочен кон Петре Шилегов. Инаку не знам дали знаете, кога ќе дувне ветар што го чисти загадувањето, како се вика тој ветар, знаеш? Не. Ветре Шилегов. Да бидеме комплетно реални и искрени, само да кажеме, Петре не е најповикан за оваа проблематика. Значи, најповикано е и треба да биде Министерството за животна средина. Слушајте сега, ќе ви покажам клип од еден на еден сезона 8, снимен и емитуван пред 2 години, во кој референцирам клип снимен и емитуван пред 3 години. Значи, Inception малку. Ова што ќе го видите, ќе докаже дека истиве проблеми се провлекуваат години и години и години и дека упорно, без разлика на тоа кој е министер во можеби најважното министерство за животна средина, нив ги боли уво за тоа што е нивна работа. Во еден на еден пред точно година дена направивме цел монолог на истава оваа тема. Имав говор малтене искако овој. Еве како го завршивме. Ај, пушти. А исто и неке лошо министерот да прочита нешто или барем да каже, не ја да блебетам тука. Како се викава министерот за животна средина? Нурхан Изаири. Епа, министре, што направивме бе со воздухот? Ја ќе ви одговорам, ништо не направивме. Еве сме година дена подосна и ништо не е сменето, освен Нурхан, кој не е веќе министер. Да, во тој момент Нурхан не беше веќе министер. Него го замени Башким, кој беше министер точно 1 година. А од мај 2017 министер е Садула, за кого на сајтот на министерството пишува дека е комуникативен. Жива вистина. И добро, логично прашање, ако е толку комуникативен, зошто во овие 18 месеци додека е министер не одржал ниту една пресконференција? Нели беше комуникативен, бе? Ниту една пресконференција. И тоа е тоа што е заедничко за сите министри за животна средина. Не се занимаваат со граѓаните. И ќе речете, па добро, можеби човеков не знае дека се држат пресконференции, може не ни знае за пресконференција како концепт, ама тоа не е возможно, зашто Садула е на висока државна позиција дури од 2000 година. Значи не може речи си 20 години да си те директор, те министер, те градоначелник, те пратеник, а да не користиш пресконференции и да не ја сваќаш нивната намена. Па нема логика, исто како и овој наслов. Погледнете. Па ако некој ја знае нивната намена, тоа е маленко. Остај ти. Остај, нека не те лажат. Затоа во име на сите нас му се обраќам на премиерот, сликан овде во моментот кога му текнува дека сепак заборави да го исклучи бойлерот. Сепак заборави. Значи Зоки, нагалено го викам инаку, тој ме вика Жаренце. Господине Заев, пред година дена рековте Македонија слободна, слободно живее. Ама не живее баш, се гуши. Бидете поразличен од вашите претходници и позанимавајте се со Министерството за животна средина. Сепак треба да живееме во истата таа животна средина, господине премиер. Така ли е? Така.